Дали заради ова имате разбирање за нивното барање за референдум? Јас немам никакво разбирање за нивното барање за референдум. Станува збор за една манипулација која Мицковски ја направи. Па сакам да ја прашам на почеток, дали вие сте за референдум или не сте? Значи, гледате, за каков референдум? Околу францускиот предлог. Сега вие дури имавте, предложивте некое референдумско прашање. Тоа е сосема друга работа. Ќе ви кажам што сум предложил ја. Верувате дека човекот кој ги правеше на крај заедно со уште неколкумина други тие ревизии кои беа неопходни у францускиот предлог за да помине. Човекот кој стоеше зад Преспанскиот договор, човекот кој беше за рамковниот договор и така натаму и така натаму. Човек кој никогаш не го оспорил бугарскиот договор 17-та, верувате дека може сега да каже дајте референдум за овие работи? Па ја ги работев сите тие документи, заедно со многу други. Францускиот предлог на крај со Макрон директно на тие 2-3 точки јас го работев. И са ја ќе барам референдум за тоа. Но што прави Мицковски? Него му треба политичка мобилизација да ги држи своите на купче наредниот период, велејќи им дека само што не сме ја срушиле владата и ќе биде наредниот период, наредниот понеделник и така натаму, што е легитимно како опозиција. И вели и Пендаровски мисли исто. Не, ја мислам следно. После 4 години негирање на клучните договори кои ни овозможија членство во НАТО, мислам на Преспа, и бугарскиот договор кој ни овозможи да почнеме преговори после 17 години чекање, мислам дека е фер ВМРО ДПМН и Левица да се дефинираат јавно пред македонскиот народ и македонските граѓани за тоа што навистина се антиевропски политички партии. И да кажат, ние под овакви услови со оваква Европа, како бугари, како тие го поразбираат тоа, ние не би сакале да влегуваме. Значи, немојте да кажувате, во нивните размисли, тоа е, гледам се мачат секој ден да направат формулација, точка 4 вели, алинеја 5 ќе ја оспоруваме од рамката. Знаете што е тоа? Преспа и бугарскиот договор. Не можеш да влезеш во Европа, ниту во НАТО, ако немаш договори со комшиите. Почесно е да кажеш, луѓе, не го сакаме Преспа. Дали Преспа. сакате да одите во ЕУ под вакви услови? Тоа е... Под какви услови? Тоа вие сте го предложиле како Значи, ја велам, референдумско прашање. повелете, прашајте, ама фер е да кажете, бидејќи сте против Европа, сите договори во европската рамка, знаете дека стои рамковниот договор. Охридскиот рамковен. Значи, ВМРО ДПМН никогаш не го прифати рамковниот. ВМРО ден денеска вели дека на Уставен суд ќе го бута Преспанскиот договор. И ВМРО вели никако не го признаваме договорот со Бугарија. Бидејќи, значи, заеда за политички неписмени да преведам уште еднаш. Бидејќи само преку тие договори влегуваме во Европа, дечко ти не сакаш да влегуваш во Европа. Па кажи му го тоа на Ќе македонскиот народ. разочарате сега, таман добивте пофалби дека сте го поддржувале. Да се построиме. Ако биде прашањето, ако смета некој дека треба да има такво прашање, само едно прашање е за мене релевантно. Дали сакате Република Северна Македонија да биде членка на Европската унија? Толку. Под вакви услови? Не. Секој знае, ти си подразбираш, ти си мислиш едно пати, јас мислам. Нема потреба да му објаснуваме. Не, не писмен македонскиот народ и македонскиот граѓани. Не му објаснувајте. Сите знаеме како тешко. И вие сте тешко. оптимист дека тоа би поминало? Не, јас сум оптимист дека ако се ставиме вака, значи во две колони. Ја на таков референдум, дали сте за да биде Македонија членка на Европска унија, ја ќе гласам прв. И ја ви тврдам на чело на таа проевропска коалиција. Ја ви тврдам дека таа проевропска коалиција на вако чисто прашање, нема услови и неуслови, чисто прашање, дека ќе ја победи антиевропската коалиција составена од ВМРО ДПМН и Левица со најмалку 150.000 гласови. Нели е поштено? Ако не биде така? Ако не биде, сите ние што сме сега на ова место, ќе се повлечеме и ќе речеме другари. Се збогуваме од евроинтеграциите? Ќе бидејќи ако биде такво гласањето, повелете, терајте. Имате многу широки опции, имате движење на неврзен, имате Азија, имате Русија. Дал Господ.